Со сето богатство изразено преку бројноста, разновидноста на облеките и начинот на нивното украсување, носиите се дел од материјалната култура на македонскиот народ со вековна традиција. Кривопаланичката народна носија е еден таков примерок, а нешто повеќе за неа денес ќе ни раскаже госпоѓата Верче Цветановска, која именно е член на културното уметничко друштво Фолклористи. Ви посакувам добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Благодарам уште еднаш што сме гости на Алфа телевизија. Се надевам нашата соработка ќе продолжи. Секогаш ни е пријатно кога сме тука и нашите членови сакаат да се представуваат на вашата телевизија. А денеска ќе ја представиме носијата баш од мојот крај. Јас сум од Крива Паланка, поточно од селото Жидилово, и оваа носија потикнува баш од мојот крај. Носијава ја носеле прабаба ми, баба ми, мајка ми, сега ја носи ќерка ми, се надевам и идните генерации. Инаку се работи за носија од источниот дел на Славиште, источниот регион. Поточно тоа е еден дел од шопска носија, а ако знаеме дека шопскиот регион зафаќа дел од Македонија, дел од Бугарија, дел од Србија, значи треба да ни е јасно дека многу распространета, многу богата и многу убава носија. Една од поубавите македонски носии. Нашата носија е од планинските села на Крива Паланка, значи поголема надморска височина, ладно е, и затоа се состои од повеќе делови. Долниот дел е платнена бела кошула со рамен крој, која што на краевите е богато збогатена со тантела, која што може да е плетена или шиена, која што се работело уште во старо време, нашите баби ги изработувале. Ние сега помладите нешто знаеме, ама не до толку. Потоа продолжуваме, горниот дел и најинтересниот е изработен од волна, од клашни, и долга е носијата до колена, на кратки ракави, збогатена со прекрасен вес на градите и на рукавите. Тоа што се облекува, не е дводелна, сакам да кажам. Може би комплицирано за облекување, но нашите баби доста е тешка, доста е тешка за носење, држи топло во летниот период, ама затоа е убава. Украсена е со волнени гајтани и тука има везено од срма. Срмата е за нашиот крај обележје по кое што се препознаваме. Сите тие тука везови се рачно изработени од срма. И тука доле по крај има малку. Потоа продолжуваме со појас, кој што е направен исто така од волна во редови. Продолжуваме со скутината или скутачата на нашиот дијалект, која што во овој случај е волнена, ама имаме направено и други кај нас, бабите оставиле, што ги викаме телени, кои што целите се од срма. И, например, коланчево е посебен раритет, изработено е од монистра, многу тешко за работа, за изработување, што ја краси носијата. Тоа се некој вид на пафти од нашиот крај, паричките нормално, градникот везен и марамата, која што во овој случај е бела, со овие исто така рачно изработени, кај нас ги викаме на наш дијалект сорки. А марамата може да биде во некој случај и жолта, а по старите, по возрастните, носеле и бордо, темно, црвено и така. Златните парички значат дека госпојката која што ја носила оваа носија припаѓа на одреден економски сталеж во општеството. Бидејќи не може секој да носи златни парички. Најверојатно да, ма е ова еден тип на невестинска носија за млада жена која што настапувала на свадба, на како свечена носија, не е секојдневна, со која што настапувала во специјални пригоди, како ние сега што носиме накид, и тие носиле накид поубав од нашиот. Има тука интересни фрагменти, не знам колешке дали ги забележуваш, гледам тука како крстови. Така. На раменото. Има ли некој значење тоа или може би го представува православието? Па секако го представува православието и во овој случај ова е осоговска носија, буквално нашиот осоговски манастир, да не го заборавиме, најверојатно е символ. Во моето село, јас кога бев дете, имав дедо што ја изработуваше носијата, се викаше Љубен, Терзија го викаа,
тој ги везеше, например, една ваква носија по 3 до 4 месеца изработуваш. И постои сега, во сегашно време, некој кој што може да изработи токму ваква оригинална носија. Рачно изработена, нели? Не машински? Не верувам. Не, значи Стилизирана некоја можеби, али ваква оригинална, не знам. тешко. Тешко. Затоа треба да се чуваат, нели, овие Треба. носи, бидејќи навистина се И да богатство. се ценат. И благодарам што ги представувате на целата јавност. Секако затоа и токму нашата емисија е за тоа да се представува македонската култура, македонскиот идентитет, македонските традиции, македонските песни, се она што значи македонско. Ви благодариме уште на еднаш вас. и за вашето Од името на гостување. фолклористи. Да сте ни здрави и живи и побројни. Благодарам.